Преска на Facebook, дечкото имаше објавено транспарентно Facebook статус, побарал пристап информации од јавен карактер, Македонската банка за обнова и развој, да се именуваат компаниите кои што имаат добиено пари од унгарскиот кредит. Теа за сега колку се поделени тие пари, некаде околу 50 милиони од 250 милиони. Побарал да ги види компаниите. Добил одговор дечкото дека тие се деловна тајна. Како бе деловна тајна, сега ние треба да ги враќаме парите? Сакаме да знаеме на кој ги враќаме пари, за кого ќе враќаме пари. Тие земале кредит од кредит за кој што е задужен цел народ. Според законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, побарав од Развојната банка на Македонија да ми испрати листа на компании кои добиле кредит од унгарскиот кредит од 250 милиони евра што го зема владата за приватниот сектор, и одговорот кој што го добив е дека овие информации се деловна тајна и не можат да ги споделат. Може да споделат вкупен број на компании, поделба по индустрија, но не и имиња на самите компании. Па чисто сакам да прашам од кога нашите пари се делат како деловна тајна. Па за другар прашувам, чути си дуписи. Од 8 мај, од тогаш нашите пари, крадењето, давањето, така, частењето со наши пари е деловна тајна од 8 мај. Од овој момент нашите пари више не се наши, туку на Мицика. Тековна состојба, завршна сметка. Тие се јавни или тајни документи? Јавни. Јавни документи. Како е тоа деловна тајна? Која јавно се впишува у секоја завршна сметка, тековна состојба, у сите сметководствени документи кои што се јавно достапни. За некој ако сака да инвестира у компанијата или било што, од икс причини тие документи се јавно достапни, сега кредит стана деловна тајна. Банка за обнова и развој ги дава на приватните банки, а приватните банки после даваат кредити. Види, согласно закон за банки е деловна тајна на кој се даде кредити. Меѓутоа, во оваа ситуација станува збор за јавни пари кои што се делат на приватни лица, правни приватни лица.